Жителите на Шупли Камен денеска мирно протестираа на влезот од селото, барајќи од јавното предпријатие Железница инфраструктура да обезбеди дополнителен премин за поминување кон реката и нивите од спротивната страна на селото. Од јавното предпријатие вела дека за жителите изградени се други премини. Асфалтиран е патот кој обезбедува функционирање и безбедно преминување и не може да дозвола да се поминува преку пругата. Местото население вели дека ќе продолжи со блокадите, нема да отстапат се додека не им се реализира барањата. Имаме незадоволство од македонски железници. Не лажат цело време, ни пресекуваат патишта, нема сега кај да одиме. И затоа се собравме на мирен протест, а тие се поканети од нивната страна никој не сака да дојде. Значи, сака да останеме без ништо. Нашите барања да има кај да провериме за полето, до реката, да инвестираме, да живееме. Тие не ни прифаќаат. Сега не отсекува и не тера да идеме одек по асфалт. Што ќе правиме на асфалтот? Mi smo relocirani, naš imot imamo, 100 kuće ima, svite imot imam tamo. Ja sam registriran zemljodelac, ne može da pridu, sezonu gubimo svi. Svi ovije ljudi gubiju sezonu. За орanje. Ние бараме, значи има најдобме решение. Има еден премин таму, подвозник, промашен низ проектот, како сходно да се поврзе да биде проаѓалиште за село Шупли Камен. Каде ќе носиме стока на појуло на река, на испаша и така. Но што се случи? Ние се договоривме, значи, да се направи тој премин. Но од тогаш тие си работат на пруга, преминот не можело да се направи експропријација, не можело ова, не можело она и се договоривме постоечките премини да ги вратат во функција се додека не се направи тој премин. Ние одржаваме состанок во април месец со сите надлежни фактори околу изградба на железницава и постигнавме договор. И тој договор е потпишан од сите нив со потписи и со печати и од нас како местно население. Договорот беше да го направат тој прелаз во сред село заклучно со 31 август, значи до 1 септември да биде готов. Додека не го направат тој прелаз во сред село, за да може местното население нормално да функционира со возила и да не се повторам, бидејќи има ниви, ливади доле, паша за стоката до река да има пристап да пие вода, да се напои и така натаму. Времените два прелази што ги користиме сега да останат во функција. Меѓутоа, ни тоа еднострано сега го прекршија, мимо договорот што ем помина од 1 септември навака, ем сега вела, ние ќе го направиме, не се откажуваме од тоа, меѓутоа, тоа може да фати април, мај месец, имаме проблеми со некоја експропријација и така натаму. Со изложба на 20 фотографии и проекција на филм за ликот и делото на Гоце Делчев во Занаетчиски дом, Фондацијата за култура и спорт под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово денеска го одбележа Денот на македонската револуционерна борба. Празникот се празнува по повод основањето на македонската револуционерна организација во Солун. Пригоден говор пред присутните прочита Ивона Краљевска, ученичка во 3-та година во Средното општинско училиште Перо Наков. Таа меѓу останатото рече: за остварување на македонскиот народ за ослободување од турското робство беше потребно создавање на една цврста револуционерна организација која ќе биде исцело прифатена од широките народни маси. Темелите на таквата организирана сила која требаше да ја обедини и раководи борбата на македонскиот народ за слобода и неговата самобитност беа поставени во 1893 година. Таа година на 23 октомври во Солун се одржа основачки состанок. Тогаш шестмината основоположници на македонската револуционерна организација Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Попарсов, Антон Димитров, Христо Батанчиев и Иван Хаджи Николов ги разменија своите мислења за физиономијата и целите на организацијата, рече Краљевска. Во чест на Денот на македонската револуционерна борба присутните ја слушнаа песната Татковина во интерпретација на Михаела Трајковска, исто така ученичка во Средното општинско училиште Перо Наков. И нешто се скрши во мене, та завикав од болка, но без изслед, притеснет, се свртев зад себе и плукав озлобено, и в тебе и животот клет. Сега си ми блиска, од мајка си ми поблиска љубена, но денес ме плиска, крвта во ненужност губена, во сонот ме гушат.
На спомен костурницата кај Зебрњак денеска се одбележуваат 112 години од Кумановската битка и големата победа на српската војска против турците од 22 до 24 октомври 1912 година во рамки на Првата Балканска војна. Податоците говорат дека во Кумановска битка на ова место животот го загубиле над 680 српски борци, 600 биле исчезнати, а повеќе од 3000 биле повредени. Пред присутните се обратија српскиот министер за труд и вработување Немања Старовиќ и председателката на српската заедница во Македонија Гордана Јовиќ-Стојковска, а на манифестацијата присуствуваше и српската амбасадорка во Македонија Невена Јовановиќ. Свеченоста беше збогатена со музички точки и рецитали од членови на културно-метничкото друштво Српски вес од Куманово. Свежо цвеќе и венци во чест на загинатите во Кумановска битка положија делегации од Македонија и Србија, представници на владата, српската заедница во Македонија, делегации на општините Старо Нагоричане и Куманово, политички партии, невладини здруженија и граѓани. Споменикот е свечено осветен на 31 октомври 1937 година, на 25 годишнината од победата во Кумановската битка. Имало облик на кула во висина од 48,5 метри. Монументалниот споменик на ридот Зебрњак кај Куманово е урнат на почетокот на Втората светска војна. Битка на Куманово nije samo jedna epizoda iz rata 1912. godine, već predstavlja jedan od najvažnijih događaja u modernoj istoriji svih balkanskih naroda. Posle vekova tamnovanja i tuđinske vlasti, zvono slobode se ponovo oglasilo u ovom delu Evrope. Za srpski narod bitka na Kumanovu je značila vaskrs naše države i ispunjenje Kosovskog zaveta. A Kosovski zavet uz Božji blagoslov bio je ona snaga koja je vodila srpski narod kroz najteže momente naše istorije. Kosovski zavet je predstavljao nadu u obnovu državne nezavisnosti, izbacivanje ropskih lanaca. Kada je kucnuo taj čas, pokolenje koje je vodio kralj Petar I Karađorđević, taj vekovni zavet je ispunilo i krunisalo ga veličanstvenom pobedom. Jer mi danas iskreno i čvrsto verujemo u onu plemenitu ideju koja nas je okupila pre 112 godina i koja je sadržana u paroli Balkan balkanskim narodima. Neka nam primjer i nauk iz te 1912. godine bude najbolji putokaz za budućnost. Neka je večna slava herojima sa Kumanova. Neka je večno bratstvo i prijateljstvo srpskog i makedonskog naroda. Во Куманово денеска свечено е отворен конзулат на Република Србија со почесниот конзул Владимир Стајќ. На свеченоста присуствува и министерот за труд, вработување и социјални прашања на Србија Немања Старовиќ, српската амбасадорка во Македонија Невена Јовановиќ, подпредседателот на владата и министер за односи меѓу заедниците Иван Стоиљковиќ, градоначалникот Максим Димитриевски и останати гости. Мислиме да je od posebno velike važnosti to što se ovaj počasni konzulat otvara upravo u Kumanovu, ovom divnom gradu, jer iza toga stoji ne samo jedna velika i snažna simbolika, već i mnogo koristi koje će od rada ovog počasnog konzulata imati pripadnici brojne srpske zajednice u ovom gradu, ali i u čitavoj Severnoj Makedoniji. Siguran sam dakle da će to biti samo na dobro i na boljitak naših bilateralnih odnosa, kada govorimo o odnosi između Srbije i Severne Makedonije, i u oblasti kulture, obrazovanja, i kada govorimo o obostrano korisnoj saradnji u oblasti, dakle, privrede i svim drugim sferama. И сметам дека ова што говореше министерот Старовиќ, дека е асфалтиран патот, да, тоа е на вистински голем допринос на почесниот конзул уште на почетокот на неговиот мандат, меѓутоа, познавајќи го него и знаејќи отприлике какви се не само неговите способности, него каква е неговата желба, целокупниот овој проект да биде успешен, не само во Куманово, туку и во пошироки рамки кога станува збор за односите помеѓу Србија и Македонија, сметам дека не очекуваат уште многу големи работи кои ќе треба да ги направиме во наредниот период. Куманово денеска го добива вториот почесен конзул, но првиот конзулат го имаме романскиот, а сега и српскиот. И може би по отварање на третиот ќе станеме, како што има привилегија да биде Битола, и ние градот на конзулите. Но сепак,
Куманово е град на боемите, град една мултиетничка средина, различен по многу нешта, но сплотен во едно. Сака просперитет, подобар живот за своите граѓани, за своите комши, за своите пријатели, бидејќи нема просперитет за поединец. Единствено има просперитет за вас и сите околу вас. Тоа е нашата цел. Во Куманово се сите добре дојдени. Јас разлика помеѓу македонскиот и српскиот народ ја сведувам на минимум. Може би ние немаме падежи, но и како добро кога зборуваме се разбираме помеѓу себе. А тука има една голема нишка која што ги спојува Македонија и Србија. Не само Кумановската битка или пак Кумановскиот мировен споразум, туку првенствено една нишка на роднински врски, пријателски врски, кои што се ткајат со генерации. А нашата обврска, почитуван конзул, е да продолжиме на тој пат, да продолжиме да ги градиме тие наши силни, пријателски и братски врски. А кумановчани, во Македонија ние сакаме да градиме такви врски со сите. И ги почитуваме сите, ги сакаме сите, кои што ја почитуваат наша Македонија и го почитуваат редот и поредокот кој што заедно го создаваме во неја. Србија и Северна Македонија споделуваат богата историја, култура и семејни односи. Нашите народи долго време се испреплетуваат преку заеднички традиции и вредности. Историските врски меѓу нашите народи се длабоки. Поштован председник Вучич, кад год говори о Северној Македонија, он каже: "Ми нисмо само пријатели, ми смо два братска народа." Мои суграđani su uvek dobrodošli u Srbiji, a znam da se i moji sunarодници осеќају како код куќе када су у Северној Македонија. Контакти на високом ниво званичник представника Србија и Северна Македонија доказ су добрих односа, стабилног и позитивног развоја сарадње две земји. У време глобалних изазова, здравствене, економске, енергетске кризе, дипломатија е направила огромен корак напред и данас уклучува многу више учесника него икада ранije. За мене почасни конзули имају важну улогу као мост за повезивање не само измеѓу влада и пословних људи, веќе измеѓу заедница. Фокус мог рада као почасно конзула во Кумановској области биче јачање односа у свим сферама живота. Почасни конзула ќе прво бити сервис, подршка Србима кои живи и раде во овој регии, а истовремено ќе бити и прилика за негување односа у било кој сектор друштвеног живота, као што су култура, образование, пословна сфера, туризам и остало. Верувам дека моите деловни врски и позиција во Северна Македонија ќе олеснат соработката меѓу нашите земји, заедно можеме да ги подобриме трговските инвестиции и културните иницијативи од кои ќе имаат корист сите граѓани. Мојата работна позиција ќе ја користам уште повеќе да помогнам на многу невладини организации, културно-уметнички друштва и манифестации кои ја негуваат српската традиција и култура на србите кои живеат во Северна Македонија. Министерството за здравство во соработка со повеќе здравствени организации организира октомвриски трибини со посета на јавни здравствени установи низ државата со цел подигнување на свесноста за важноста на раното откривање на ракот на дојка. Трибина на оваа тема во Куманово ќе се одржи утре со почеток во 11 часот во просториите на Занаетчиски дом. Според Министерството за здравство, трибините ќе бидат комбинирани, односно интерактивни со поставување на прашања и истовремено специјалистите радиолози ќе имаат подготвени презентации. Трибините се отворени за граѓаните.